Станува се по-неизвестно во втората фудбалска лига кога е во прашање горниот дел од табелата и местата кои водат кон прва лига, како и долниот дел од табелата каде се води борба за опстанок. Башкими се изравни на врвот од табелата со македонин Ѓорче Петров, откако лидерот од Ѓорче ремизираше во македонска Каменица играјќи 0:0 со Саса, а во меч кој го следевте на М-нет спорта, притоа лавовите не реализираа пенал. Тимот на Башкими влезе во победничка форма од 4 победи во низа, откако со 3:0 го освоил да охрти сега е вторно со изброј на бодови како и македонин Ѓорче Петров по 45 освоени бодови. Брегалнец успеа да го совал до освоил во почине со 1:2, откако вториот гол Штипени го постигна од белата точка, а сигурен беше Калпачки. Во овој случај Брегалнец останува на третото место или во бараж зоната со 43 бодови, два помалку од ведечките екипи. Во трката за прва лига влегува Арсими кој е на четвртото место со 39 бодови, а пак Арсими со 0:2 го доби новаци на гостински терен. Реми од средишниот дел на табелата на Скопје и Детонит Плачковица од 2:2. По меч каде Радуишин имаа во два наврати предност во автокоманда, а пак Кожу со 0:2 го доби Вардар неготино над Свај арената. Беласец се триумфираше во прилеп откако го совола тимот на победа со минимални 0:1. Додека пак во дербито од ното кое го следевте на М-нет телевизија, екипата на Вардарски со 2:0 го соволда Борец. Во долниот дел од табелата е Вардарски со 8 бодови. Борец е предпоследен со 10 бодови. Во бараж зоната за опстанок со 13 бодови Осогово. Во зоната за директен опстанок со Вардар неготино и Новаци со по 20 бодови и победа со 21 бод, а овие екипи сакаат обезбедување на сигурен опстанок.